Православните верници го одбележуваат Велики петок, денот кога Исус Христос бил распнат на крстот. Овој ден се смета за најтежен во христијанството. Верата налага строг пост на вода. Во црквите се читаат извадоци од Евангелијата кои ја опишуваат страдалната недела. Се изведува и обредот символично погребување на Исус. Платното, наречено плаштеница, се положува врз посебно подготвен символ на Христовиот гроб. Великденските празници годинава се дочекуваат во вонредни услови поради коронавирусот. Верниците кои утрово го посетија храмот Пресвета Богородица во Гостивар се трудеа да ги испочитуваат препораките и да не создаваат гужва. Во своите пораки најпрво посакаа здравје за сите луѓе. Овој Великден, за жал ќе го пометиме како Великден, кога ќе останеме во своите домови, разделени од своите најблиски, меѓутоа здравјето на верниците пред се е најбитно. Тоа не значи дека ќе се намали нашата верба во Господ и во црквата. Напротив, со ова ќе дадеме порака која што е во склад со великденските празници, а тоа е победата на животот над смртта. Среќа, радост, здравје на сите. Да дочекуваме во едни поинакви услови, што за вас и за вашето семејство значи тоа? Кои ќе бидат вашите желби? Само да биде добро за сите, да овој вирус да го нема више и сите да бидеме живи, здрави, весели. Нашата порака е здравје, мир, среќа, вериче да имат тоа. Великден ќе се дочека во поинакви Во домашна атмосфера се, таква е ситуацијата, немаше да правиме. празникот Великден, како ќе го прославите празникот? Дома празнично со семејството, со фамилијата. Што посакувате? Многу здравје, среќа, вериче. Главните великденски богослужби во сабота навечер и недела наутро во православните храмови ќе се одржуваат без верници, затоа што трае полициски час. Движењето е забрането до вторник до 5 часот наутро. Обичаите на кршење со великденски јајца, честитање и славење со богата трпеза, годинава ќе се прават во кругот на најтесното семејство.